Добре дојдовте во умствената мапа. Оваа активност им помага на учесниците да ги откријат своите страсти, силни страни и мотиви, додека градат лична визија за нивното учење. Таа е алатка што на креативен начин ги организира идеите, започнувајќи со централен концепт кој се разгранува во поврзани теми, имитирајќи го начинот на кој нашиот мозок природно ги поврзува идеите. Како пример, наведете умствена мапа со темата јас како ученик, користејќи гранки за силни страни, страсти, мотивации и уникатни квалитети. Обезбедете им на учесниците материјали, како празни листови, маркери, списанија, ножици и лепак, и објаснете ги чекорите. Започнете во центарот на празната страница со слика или символ што ја представува централната идеја. Поврзете ги главните гранки со централната слика, а секундарните гранки со главните. Користете заоблени линии, напишете по еден клучен збор по линија и додадете визуелни елементи. Предложете теми како силни страни, лични вредности, мотивации за учење, страсти и уникатни квалитети. Дозволете им на учесниците од 20 до 30 минути да ги креираат своите умствени мапи. Откако ќе ги изработат, поканете ги да ги споделат своите креации со групата, охрабрувајќи ги да ги објаснат своите приказни за учење и да истакнат што ги прави посебни. Поттикнете групно размислување со прашања како: зошто образованието ви е важно? Што ве мотивира да учите? Што откривте за себе преку оваа активност? Играта умствена мапа е одлична вежба што помага да се откријат силните страни и страстите, инспирирајќи учење.